со маски, да ви се заблагодарам на сите што дојдовте. Денеска да направим една мини трибина и на разговор, една дебата тука со здравствените работници, со докторите. Јас помалку ќе говорам и сакам и вас да ве слушнам. Знам дека докторите се преморени, знам дека медицинските лица се преморени, но јас сакам лично да дадам целосна моја подршка кон секој еден, независно од која партија е, дали од ВМРО, дали од СДС, од други или некоја друга партија, а што секој ден одне работното место и пробува да спаси барем еден човек, за нас во ова нема герој, барем јас така мислам. Барем ова треба сите политичари да не обидени и да не сплоти. За жал во Македонија не е така. Се направи една, да речам, лоша слика во Македонија со незавршување на првиот пик. Но ја да не зборам за тоа, јас веќе реков на телевизија дека нема да нападам ниту еден доктор, дека зборам онака политички, како што ми великува и ќе давам правост на сите доктори, но не само доктори, не сите што се во првите борбени линии, но треба граѓаните да знаат што точно се случува во период, како да се заштитат, како да излезат да гласат и така натаму. Јас сам имав средби со пензионерите тука во Бута, дојдам многу граѓани, навистина разговараме за многу теми и они сакаат да излезат да гласат. Сакаат да се плашат, но има граѓани што се плашат. Затоа е добро што повеќе да имаме ние вакви средби, за да им објасниме на граѓаните дека е безбедно да излезе да се гласа, дека треба да излезат да гласат, бидејќи ако не излезат да гласат, можеби некој друг ќе ја зацрта нивната иднина и судбина. Затоа, благодарам што дојдовте, јас би сакал повеќе да ве слушнам и вас што ќе ни пренесете и сакам од срце да ви дам целосна подршка не само на вас, но на сите ваши колеги и да ги погледнат сите наши проекти што Здравствената комисија ги сработи, можам да ги попалам секоја 6 на еден нов документ што направиле и конечно да дојдат оние вистинските средства за докторите, а не оние што се лекуваат од СДСМ, постојано на вака успеа картија ги нема, односно никој не ги осетил во нивните партичници. Благодарам за внимание. Доктори, повелјате и вие ако сакате нешто да кажете. Добро. Председателе, благодарам за најавата. Председателе Новшински, благодарам за поканата и доктор Марија Донска за организацијата заедно со екипата на Здравствената комисија на ОКБУТО. Уште еднаш за најавата благодарам. Периодот е многу специфичен, посебно што прв пат во историјата на Македонија се сретнаме со избори кои што треба да се организираат во епидемија и сега имаме и пандемија, што значи дека е епидемија на светско ниво, која што и понатаму за жал прогредира и за да организираме веќе одлуката за избори веќе е донесена. Мораме да се адаптираме на тоа да имаме што е можно по-безбедни избори. И за да имаме што е можно по-безбедни избори, ние со доктор Синиша учествуваме во изработката на некои протоколи, протоколи кои што имаме ние во рамки на нашата партија, кои што треба општинските комитети да ги споделат до членството. И втора работа е да се следат протоколите кои што се објавени на светско ниво, односно протоколите од Државната изборна комисија. Нас, одека веројатно сме повеќето здравствени лица, ќе ни биде веројатно задача во овој период да учествуваме, да партиципираме и со своето знаење, со своето искуство и медицинско и здравствено и искуство во овие 4 месеци трајање на епидемијата која што го атакираше здравствениот систем, се навикнеме, односно ќе пренесеме своите навики и своите знаења на сите оние кои што ќе учествуваат во изборниот процес. Би сакал овде да подвечаме за сите вас, да ги запомтиме трите работи кои што се многу важни, 3D, ние ги нарекавме од Светло ги вика. Тоа се дистанца, дисциплина и дезинфекција. Има понатаму уште една категоризација која што вика актите, односно гестовите на бариера. Гестовите на бариера се гестови кои што треба да ги заштитат сите учесници во изборниот процес и да обезбедат едни безбедни избори. Гестовите на бариера се носењето на маска, држењето дистанца, дезинфекција и повторно доаѓа дисциплината. Државната изборна комисија донесе некоја одлука овие избори да бидат продолжени, односно ќе траат 3 дена. Не знам деталите дали ги добивте, дека веројатно сте запознаени.
и тоа исто така ќе допринесе да имаме безбедни избори, односно да пренесеме на граѓаните, на членството, дека доколку се почитуваат мерките, доколку се почитуваат препораките и овие гестови на бариера, безбедноста на изборите би требало да биде на задоволително ниво. Анализите, односно овие резултати кои што ги објавуваат секој ден, покажува дека околу 15, пред 2 недели имавме 15-20% позитивни од направените тестови. Последниве недели, последниве 10 дни имаме околу 10% позитивни луѓе од направените тестови, што најверојатно значи, односно отсликува тоа дека популацијата и граѓаните веќе ги прифаќаат и ги адаптираат овие мерки на себе заштита и мерки на заштита на својата околина, односно луѓето со кои што се гледаат и со кои што се движат. Сето тоа ќе биде аплицирано и веројатно за време на изборниот процес. И уште една порака, вака генерално, покрај овие 3D кои што да ги спомнам, треба да биде, односно да им пренесеме на иначе ловите на граѓаните дека остварувањето на изборното право би било слично, односно ризикот би бил сличен како одење во маркет и во продавница, каде што во маркет и во продавница се навикнавме да ги почитуваме мерките, така да би требало да се поистовети или да се изедначи процесот на остварување на гласачкото право со да се изедначи како да се оди да биде оној ризик доколку постои, што би го имале доколку одат во продавница. Знаеме дека сите граѓани минимум еднаш неделно одат во продавница, имаме луѓе кои што одат и повеќе пати, и не само во продавница, во аптека, на други места, на пазар, каде што секако заради оваа епидемија која што постои, потребно е да се почитуваат препораките. Така да и на вас како дел од Општинскиот комитет, како здравствени работници, како медицински работници, веројатно ќе ви биде мисија во овој еден период да го изедначиме гласањето со одење во продавница, односно вршење на секојдневните потреби кои што ги имаат граѓаните и да го споредиме ризикот од остварувањето на гласачкото право со ризик како одење на аптека, на пазар и така натаму. Доколку се почитуваат мерките, ризиците се намалуваат, доколку не се почитуваат мерките, секако ризиците се зголемуваат. Ние имавме и често доаѓаат прашања до нас. Сега може да се подобро, често доаѓаат прашања до нас што ќе се случи доколку се створи гужва за време на гласачкиот процес. По сите оние мерки кои што се превземени, расширено е времето на гласање, така да процесите на гужва би требало да се избегнат и доколку нешто се појави, би требало да се интервенира. Реалност е така да последните 4 месеци граѓанството се научи да избегнува гужви колку толку. Вие знаете како продавница кога одиме се чека ред, се прави дистанца 2 метра, луѓето се навикнаа да чекаат. Нема веќе она брзање, она пресија или да завршам само нешто или само нешто да прашам. Тие навики, веројатно ради оваа корона епидемија, наскоро ќе ги искорениме. Оние само да прашам, само да видам, само да дзирнам, само да земам, веројатно тоа ќе се искорени. Јас верувам дека во текот на изборниот процес ние имавме неколку состаноци со председателот на Државната изборна комисија, кој што не увери дека со овие времења продолжени на гласање, бидејќи ќе се гласа до 21 часот овој пат, со овие 3 дена на гласање ќе се створат релативно, односно безбедни услови за едни успешни и безбедни избори, односно многу ни е важно да граѓаните имаат безбедна можност да го остварат своето неприкосновено право, тоа е правото на глас. Доктор Синиша, ако нешто сака да дополни, или пак доколку имаме некои прашања, да продискутираме. Благодаря. Најпрво сакам да ги поздравам сите присутни. Секогаш е често задоволство да се биде присутен на една ваква средба, каде што практично имаме средба со здравствените работници од изборна единица, многу познати лица, дел од нив мои професори, дел од нив мои студенти и особено многу ми е драго што со нас е носител предводникот на листата во изборна единица 2, листата на ДПМН и кандидатот за пратеник, исто така на многу добар пријател
драги другар и кандидат, кој што во моментот го предводи и Општинскиот комитет Бутел. Видете, она што е специфик на овие избори е тоа што за прв пат во политичката историја на Република Македонија ќе бидеме во ситуација да имаме избори кога се уште епидемијата, односно светската пандемија со коронавирусот не е ставена под контрола. Меѓутоа, Вобора дрпаме некако политички субјект на некаков начин по силно инсистирање на политичките опоненти прифати да излезе на овие избори, затоа што ние како политичка партија од самиот старт нагласивме дека не се повлекуваме од изборите, но на прво место ни беше здравието и заштитата на здравието на гласачите и граѓаните. И тоа ќе биде така и сега. Зошто? Затоа што оние протоколи кои што ќе се донесат за време на текот на трајањето на целата предизборна кампања и на самиот ден на избори, ќе имаме специфики кои што досега беа различни од она на што сме навикнати. Досега се гласаше 2 дена, овој пат гласањето ќе биде поделено во 3 дена. Едниот ден ќе биде предвиден за сите оние луѓе кои што беа на некаков начин во домашна самоизолација или во карантин и оние луѓе кои што се позитивни на вирусот. Кон тие луѓе ќе пристапат посебни избирачки одбори, во кои што покрај членовите од ТИК кои што бидат номинирани како членови на избирачки одбори, ќе има и медицински персонал кој што целиот овој период за време на трајањето на кризата веќе стекне искуство како да постапува најбезбедно во услови кога се наоѓаме во средина со индивидуи кои што се суспектни или позитивни на вирусот. Вториот ден ќе биде предвиден за болни и изнемоштени лица и истите тие ќе можат своето гласачко право со оглед како ризична група на ризична категорија на граѓани да го остварат во своите домови. Повторно ќе има посебни тимови кои што ќе ги посетат и ќе им овозможат на луѓето да го остварат своето гласачко право во својот дом. На овој начин, преку сепарирањето на ранливите категории и луѓето кои што се во изолација и потенцијално позитивни и оние кои што се веќе диагностицирани како позитивни, ние го намалуваме ризикот на контакт со оние луѓе, оние гласачи, кои што ќе можат да го остварат своето гласачко право на 15 июли. Значи гласањето ќе биде на 13, 14 и 15. Доколку максимално се почитува мерките на заштита, кои што се строго пропишени од страна на Државната изборна комисија, мерки кои што ќе возат како за гласачите, така и за членовите на избирачките одбори за наблюдувачите, тогаш верувајте дека ризикот ќе може да се сведе на најможен минимум, за да на било каков начин дојде до трансмисија на болест, односно да било кој од оние кои што се учесници во гласачкиот процес, било како граѓани кои што го остваруваат своето гласачко право, било како членови на избирачки одбори или наблюдувачи, да бидат изложени на ризик. Зошто? Затоа што условите ќе бидат до тој степен контролирани, што ниту ќе биде дозволено закупување, нема да има можност поголем број на граѓани од пропишаното да се најдат во една просторија во исто време и да го остварат своето гласачко право и максимално ќе бидат запазени мерките на дезинфекција. На тој начин заштитата ќе биде за сите нас, затоа што на крајот на денот не е само денот на избори и изборниот резултат битен, туку е важно на прво место здравието на граѓаните и оние кои што излега да го остварат своето избирачко право. Благодарам. Ако има некои прашања, коментари, сугестии, повелете слободно. Дали като Царствена комисија на ВМР има сугестии кон Државната изборна комисија, бидејќи најчесто поставувани прашања од граѓаните кон нас последните работници, дали избирачките одбори имаат соодветна одлука од ДИК за максимално спроведување на мерките за заштита на самото гласачко место. Бараат од нас еднократна гаранција, дали тие ќе бидат за да појдат и да гласат. Дали ги консултира лекарите од Комисијата за здравство? Значи, она што ќе биде предвидено од страна на Државната изборна комисија, ќе биде не само лична заштитна опрема, која што ќе биде предвидена за членовите на избирачките одбори, туку и резервна лична заштитна опрема, доколку некој од гласачите заборавил од X причини со себе да понесе било таа опрема која што е задолжителна. Нема да може да биде воопшто остварено гласачкото право, доколку не се запазени сите критериуми кои што строго ќе бидат пропишани од страна на Државната изборна комисија. Исто така, органите на јавниот ред и мир ќе го регулираат потенцијалното можно групирање на граѓаните
и на тој начин ќе регулираат и со каква фреквенција практично оние кои што излегле на денот на гласање да го остварат своето неприкосновено загарантирано гласачко право, да има една динамика која што нема да доведе апсолутно никого во ниту најмала можност да биде изложен на ризик или да биде загрозено неговото здравје. Дополнително, сите тимови кои што ќе ги посетуваат луѓето во нивните домови, ќе имаат максимално ниво на лична заштитна опрема според препораките на Светска здравствена организација, кое што ќе биде на тоа ниво, кое што го имаат здравствените работници, кои што работат во болниците, кои што се моментално третирани како ковид центри. Така да апсолутно можете на граѓаните, на оние со кои што ќе дојдете во секојдневна комуникација, на гласачите, да им кажете дека сите мерки за заштита, како лична, така и колективна, ќе бидат максимално запасни. И има уште нешто, ако може. Избирачките одбори што се во двата дена претходно, понеделник и вторник, во нив ќе бидат здравствени работници, кои што имаат искуство со лична заштитна опрема. И за секое гласање ќе биде посебна лична заштитна опрема, заради тоа што ќе се остварува, нели тоа право ќе го остваруваат по домовите на оние кои што се пријавиле, тоа се болни изнемоштени или оние кои што се во самоизолација позитивни или во самоизолација, односно со симптоми. Така да, заради тоа е таа причина да бидат вклучени здравствени работници, бидејќи постои период од 4 месеци, они најдобро знаат да ја користат личната заштитна опрема. Така да, ДИК не може да ги поучи повеќе од здравствените работници од тоа што они до сега се навежбаат последните 4 месеци, кои ќе бара помош. Истото ќе биде за наблюдувачите. За наблюдувачите имаме здравствени работници. Мислам дека пријавија сите општински комитети, како речеме. И секако ќе имаат и дополнителни совети, препораки и еден вид на мини-обука, како најбезбедно да се однесуваат на самиот ден на избори, а со тоа да се заштитат и себе си, и гласачите, и нормално колективно да го зачуваме здравствениот систем и здравјето на граѓаните. Добро, благодарам на сите што дојдовте. Се надевам дека ќе допрева до многу граѓани, се расшири ова видео, овие препораки за да ги храбриме луѓето да излезат да гласаат, што за нас е многу важно како партија да се чувствуваат безбедни. Јас би сакал како апел за крај да запамтиме од ова, значи гласањето е еднакво на одење во продавница, како порака која што можете да ширите, и почитувањето на мерките, тоа се 3D: дистанца, маска, дезинфекција и дисциплина. Добро, благодарам уште еднаш, благодарам на времето што дојдовте, што го посветите тука во културна единица. Да, укултурно ги се проширува на секаде за да бидат граѓаните. Благодарам на сите што дојдовте. И се гледаме.